Како што знаете, денеска беше закажан протест со цел намалување на цените на тезгите поради нееднакво наплаќање од страна на Скопски пазар. Да ви информирам дека во претходниот период, откако беше најавен штрајкот, тоест протестот, се вршеа најразновидни притисоци во однос на тезгаџиите со цел да не излезат. Дури ние денеска, како што се собравме надвор, им беше дадена наредба на реонските баждарџи да излезат и да не сликаат кои сме излезени надвор. Контролорите на Скопски пазар од сите страни значи не наблюдуваа кои сме излезени надвор, кои даваме изјава на медиумите. Би сакала да кажам дека, како што знаете, се соочуваме со големи неправилности во однос на работењето на Скопски пазар, од што сме ние лично како тезгаџи оштетени. Заради тоа што во минатото биле наплаќани цени на тезгите од 100 денари дневен баждар. Раководството потенцира дека се 150 денари на плаќање, меѓутоа тие се 100 денари дневен баждар. Што би се рекло се избегнува на таков начин паушалното оданочување, а сега со последното известување дадена е наредба дека на земјоделците кои што плаќа 2000 денари резервација во зимскиот период ќе им биде зголемена цената на тезгите на 5250. Автоматски со тоа се покачува и наплатата на паушалниот данок. Главно е што апелирам до надлежните институции во смисла финансиска полиција, управа за јавни приходи, санитарна инспекција да повели да го посети реонски и пазарна, реонскиот центар Зелен пазар да превземе хитно активности, прибидејќи доколку секој од нас отвори приватна фирма, дуќан или било какво трговско предпријатие, во текот на една година ќе биде соочен со најразновидни инспекции, додека оваа голема корпорација, групација, како да речам, во претходните периоди не сме посведочиле дека било направено било каква контрола. Не сликаат, не би знаела со сликите што понатаму би правеле. Дури на 24.7. оваа година беше информиран директорот дека ние не можеме да ги плаќаме тезгите на овие цени. Има голема разлика во наплатата. Не е срамно да ви кажам дека добивме одговор, снајдете се ако треба и крадете. Затоа што кажавме дека, мислам, со овој начин на работење директно нас не подбутнуваат во криминал. Ние не сакаме, сметаме дека тоа не е вистинскиот начин за работење во еден бизнис и не се дава добар пример со тоа, затоа ги поканувам сите надлежни институции да го посетат пазарот, да направат контрола и да информираат секако јавноста и пред се нас како закупци. Многу работи ги познавам, се познавам, као такви, кои луѓе се, што луѓе се. Дојде нови луѓе, сега нормално, тие ги си барат свој чаре како да обстанат. Нови 20 газди поголеми, кои се тие. Нема ние може да ги менјаме, ние тие се тие. Се прават притисоци невидени. Не може и да пример, не знам, директор на пазар или шеф на пазар или баждарче на пазар да изиграва шериф. Тоа е неподносливо, затоа што сме поминали себе. Во сите фази сме биле. Дали било тој или оној не е општо битно. Битно е тој си го чува своето работно место. Ние како да го сочуваме нашето место ако одиме во банкрот. Поголем банкрот. Ти не може помини, замени, земи тоа. Помини, замени, ми даде тој. Не може таква работа да веде. Значи, јас викам дека голем дел од баждарија што работат сега. Јавно кажувам, дека ме сите слушаат. Тие се подкупени. Од Скопски пазар. Кој? Дали е директор, дали е шефот, дали е баждар, не знам кој е. Нека има служби, нека тоа го испитат. Оти подршката на оваа работа ја нема, иако ние сме во која неизвестност. Може први месец, втори месец, трети месец грешат, но другари ние имаме сега нова цена. 10.000 на тезга. И тоа што ги речат они, јас ќе плаќам. Нема да плаќаш, знам дека нема да плаќаш.